Од почетокот на мај сценаристите во Холивуд секој ден се надвор од филмските студија од 10 до 14 часот на протести барат подобра плата. Холивудскиот сценарист Стюарт Бити, кој пишуваше сценарија за Пиратите од Карибите и јас и Франкенштајн, вели дека неговиот живот е надвор од курсот и наместо да пишува сценарија, тој сега е зафатен со секојдневно протестирање, борејќи се за своите права. Никој од нас не сакаше да биде тука. Сите повеќе би сакале да раскажуваме приказни, но студијата не принудија да излеземе овде. Бити со својот син иден сценарист исто така е на протест со него. Тие беа заедно и за време на последната серија протести во 2007 година. Во 2007 година мојот син беше со мене. Тогаш беше многу помал. Сега е многу поголем, па тоа е разликата. Но уште во 2007 година морав да им објаснам на луѓето зошто протестираме. Луѓето не разбира. Некои дури ни се лутеа што протестираме. Тој протест од 2007 година според институтот Милкен ја чинеше Калифорнија околу $2 милиарди. Овој штрајк според Сдруженијето на писатели ги чини Калифорнија и Холивуд околу $30 милиони дневно загубени приходи. И малите бизниси во Калифорнија страдаат. Хемиските средства за чистење на Милт и Еди се исто така на тешка позиција. Пред штрајкот генералниот директор Роберт Шапиро вели дека многу големи студија се грижеле за костимите. Дефинитивно видовме пат во нашиот забавен бизнис. Првенствено затоа што многу серии престанаа да се снимаат, а како резултат на тоа гледаме многу помалку стилисти и клиенти кои доаѓаат. Пари губат и рестораните и шминкерите, фризерите, цвеќарите, декораторите и електричарите. За сега нема знаци колку долго би можел да трае штрајкот. Не се закажани разговори меѓу студијата и писателите и постои можност и членовите на Сдруженијето на актери да штрајкуваат. Нивниот договор истекува во петок.